Добро, ајде по член 75, кога зборуваме, не може да сме одреден етникум само тоа кога ни одговара одговорница. Тоа така не може. Не може да сме втори луѓе или втор човек во владата 7 години и единствен аргумент што го имам кога излезам на говорница да кажувам етникум. Ајде вака да го поставиме прашањето. Еве вие, почитуван колега Битики, 7 години бевте главна виолина во владата на СДСМ. Сега во општина Бутел градоначалник е Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН. Повторувам, Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН. Ајде да видиме како некој ги гледа граѓаните, како некој само одбира да биде одреден етникум, кога тоа му одговара за политиката, односно кога има само нешто да каже за да се добере до некоја функција. Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН 1 милион евра вложени во Скопје Север за двете главни улици и сите пристапни патики до зградите. Понатаму, во Визбегово Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН 10 нови улици. Понатаму идеме Љуботен, за прв пат во историјата, водовод од 2 милиони евра. Сите улици асфалтирани до џамијата, паркинг кај џамијата и Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН ја осветли џамијата во Љуботен. Не вие, кој што тука се правите дека сте горд припадник на некоја етничка заедница. Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН. Бутел 2, нова градинка, 2 милиони евра. Направена за сите граѓани. Не ги делиме ние граѓаните. Затоа светли џамијата во Љуботен. Не вие, кој што тука се правите дека сте горд припадник на некоја етничка заедница. Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН. Бутел 2, нова градинка, 2 милиони евра. Направена за сите граѓани. Не ги делиме ние граѓаните. Затоа ние не излегуваме на оваа говорница и само да сме нешто кога ни одговара политички опортуно. Не. Одиме понатака. Нова фасада во школото Пенко во Скопје Север. Одиме понатака. Општина Бутел директно субвенционира над 80 спортисти кои што се од албанската националност. Да, Дарко Костовски од ВМРО-ДПМН го направи сето ова. Не го направивте вие, а 7 години можевте. Вие бевте втор човек во владата. Кога сакавте сите овие проекти можевте да ги реализирате. Вие бевте човекот кој што не излегуваше од канцеларијата на претходниот градоначалник на Бутел. Знаете со кого и знаете зошто. Затоа немојте, господине Битики, да ја користите националната и етничката припадност заради тоа што сметате дека тоа во одреден момент ќе ви донесе симпатија кај граѓаните. Тие кои што сакаат да им помогнат на сите граѓани во оваа држава, градат и вложуваат еднакво на секој еден дел од нашата држава, од нашите општини и за сите граѓани. Немојте да идете во овие теми затоа што немате кредибилитет. Немојте да идете во овие теми заради тоа што вие ги злоупотребувате вашите граѓани и вашите сограѓани за само еден ситен политички интерес. Тоа нема да дозволиме да влезе во собранието и тоа не е прифатливо за нас. Благодарам.